Кај се луѓето? Внатре се затвори таму. Овде се чека. О, добар ден, здраво, живо. Што ми правите? Како сте? Убаво сме, Убаво, па супер. Заповедайте. Ајде, што прави? Јас се извинувам. Добар ден. Добар ден. Ајде на здравје. На здравје војводи. Чекаме, па седнаме. Ајде, ако убаво. Ајде, добро ни дојдовте. Добро ве најдовте. Здраво. Убај. Убај, здрави, живи. Супер. Каракачанов, имам чувството, че Македонија не са добре информирани што представлява. Тоа е најголемиот враг на Омо и Линден и на македонците тука, Пиринска Македонија. Тоа тој што го правеше го покажува по българска телевизија. На мосту на Вардар носи големо бугарско знаме. Епа, немаше ли полиција? Некој да му каже, че не е редно тоа да прави. Но, тоа може би само докато мине мостот, ама тој си е направил тоа. А тука на телевизијата го дават, тоа е многу важно, битно. Па седнав в Битола, правят клуб Тодор Александров. Тој там говори легално, не така остро, но се па што прават толку народ македонци, тоа е душмани на Македонија и на македонците. Тоа е факт. Така е, ти. Тој е нацист. Тука сега представата, че окупација Втората светска војна не е имало Нема, во они дошли Българија. на Те се туристи. били на гости. Туристи биле. Те, българите викат, историјата е историја. Добре, кажете. Окупација. То не може ќе влезеш с армија и с полиција, а па било туризам. Ама имаме А ние. седна 9000 или 10 000 евреи, ајде, в Германија, в концлагера един не се върнал. Тука Българија очуваха евреите, тоа е убаво, добре. Ама в Македонија, Сите ги од нас. си, Ние имаме роднина, кој е убиен од нашите диме? Од Башевци, кој е горе, од Керамичиовци, Да. што го врзале за дрво бугарите, кој? Душан, брат на На баба бабата. Наде. На баба му бугарите го врзале, го тепале на врзан со синџири. Го тепале на дрво таму горе. На Сред мајка зима. на 17 години, 18 отепан. И се туристи. Се ќе пишат сам се отепал човек. да, сигурно, така ќе го... Место да се извинат, знаеш, правевме, ајде да бидеме пријатели, они истото. Нема македонци, кој некои папагали и ништо не. Имал судска пресуда дека ќе оди во затвор и не ќе оди во затвор тогаш и сам се убил. Така че Да, така ќе испадне, да. Борисов вика, ќе празнуваме празниците заедно. Убаво. Ами, нека да иде там в село Ваташа ли беше? Ваташа. Ама може ако ги признаеш македонците во Пирин, ќе празнувам. Признаваме, ги признавме, ајде да се помириме. ама бугарските окупатори стреляли 10 или 17 младинци. Мисля там Ваташа, сигурно тоа има да си. споменик. Има споменик. Ами, нека да иде там да положи цвеќе. Па така е да се поклони, Да. да се извини како германците Да. што се извинија. Да, ама това не го прават. Не го прават, испаја ние сме кабаете. Тоа е тоа. Заборават, че тога, когато е била окупацијата в Македонија, Българија е била сателит на хитлериска Германија и на Хитлер. И още по-лошо. В това време
България обявява война на Англия и Америка. Тие сигурно са били пияни или им е нормално. Кой си ти бе, ке обявяваш война на Англия и на Германия, а на Ами Америка? сега што тврдат русите не ги ослободиле, сами се ослободиле. Да. Ама не, друга работа. Правата пушка во Македонија во прилепи Бокуману против кого? Да. Кого го нападнал участако? Кој имало внатре участако? Македонци, бугари, знам, германци, австралијанци. 600 и неколку луѓе са погинали тогава од българите. Така е, да. Ка беше Ама не, алејата на- тогаш историјава што сме ја учеле од 45-та наваму до 2020-та. Погрешна историја сме учеле. Историчариве 1, 2, 300 историчари поминале до сега. Сите грешеле, сега некој ја исправа работа, утре се мајде. Има ли некој млад војвода? Па забравите како изгледаш, јунак спремен. Браво. Ајде, овде се преговара за Гоце Делчев, седи да видиме ставовите твои да кажеш. Да го земеме Аспаруха во замена. Што даваш ова? Сок еден за Аспаруха. А еден друг сок за кого е тој? За Хан Кубрат. А за Гоце Делчев не треба, он си имал кукуш, не мора. Да. Ајде војводо сега да видиме. Кај си ти обиколка направили? Направих. За утре спремно ли е? Абе, нема, кога кажеш, нема. Ајде, добар си, млад си, те гледам, добро се држиш. Абе, добар съм. Добар си Македонија, како што да не држи сите и така, да си ми жив и здрав. Ајде, после ќе те снимам. Одмори малку. Вчера бех на едно село, Петричко там по Маци има. Аха. Турци и преговарат за да можем да работим с тех Движение за права и свободи. Аха. 30 години загубиме ние 100 ОМО, а Доган имам 2 срещи с него в София. Той ни кани заедно да работиме. Йордан, ти го знаеш, Йордан, те били такива на държавна сигурност, доносци, не знам те шо. Те си у идеал парламенту си работят, а ние дърпаме. Дали го даваме Гоце Делчев? Не го даваме как ја даваме. Што даваме ние? Ништо не Едно даваме. шише вино му даваме да се развесели малку, да се опие. Ох, Аме, мајстор, ајде војводо. стига. О, добар си со здравието, супер. Ајде. Гоце Далчев не е стока да се... Па не е ова на продажба, не се продава, така е. Значи много хубаво беше, много ентусиазиран. Радулов говори за историјата на Македонија, а за Омо и Линден, къде съм удел, шо съм правил, много интересно беше. Това са първата и винаги като идвал в тая къща, при Костадин съм бил. Он е Николай Саваше в Англия, беше детенци такова. Много. Те поздравија од Банјско од четата, рече Бај Стојан, Христо? да фати обиколки. Тодор. Бехте при Беевме кај Тодор, направивме таму Македонски културен центар Бања. Македонски културен центар Разлог, Кремен, сите ќе им ги пуштам ние сандански и на филмовите. Ако можат они да прават македонски, зашто ние не може? Като секој македонец, ама малко. И ја одех на 2-3 недели и му носа едно шише ракија. Като и да сложиш тие пак, шишето си е на масата и е пълно. Абе, дедо Благо, ти пиеш ли ракијата? Пие. Ама къде си пил, като това си е пълно. Я вика, турам вода. Пина, тури вода. Пина. И аз сега така направям. Тура си половината ракия и след това доливам вода и си пивам. Така, за да не... Съм почти на 70 години. Ако я пие само ракия... Така е. Радуле да си ми жив и здрав, добре дојде. Добре те најдовме. Ајде. Браво. Добре. Коце. Да ја провериш дали е се во ред. Да, за грешки, за едно друго. И седна излезе от печат. Значи тоа е книгава, како ја викате?
Петров ден во Крена. Ајде, значи историја на како почнало. Че се на баѓор нема чиник. Ајде. Таа идеја дојде од човек, па од Кремен. Тој слуша тоа што го кажувах на Петрова црква на Соберов Баѓор, јас знам че се за така. апостол И се Павел ставя од мезинцето. и Петар, за тоа че се били тука на 30 километра на Никополис, Днестру. И тој рече, бајко се тоа всичко добре, Дај да Ами- напишеме книга. зашто не го направиш на книга, па да го четем? Тој даде таа идеја и ја споделих с Стојан. Зиме бај што Стојан направи Баѓор, зем си и ти. Пи, аз пинах. ракопис, подготви материалите, подреди ги и ги дадохме на печатницата, жената, която се зае. Направи го на диск, на дискета ли е там, как се казва. Книгата е издадена и е платена на печатницата от Симон Николай и от покойния Георги Джаров. Като и двамата беа единодушни. Таа книга ќе се дава без пари. Ние сме платили без пари. Само да се остави там на Параклисо, па Да който си вземе иде кој да сака. запали свещ. Да. Той като запали свещ, ќе остави малко стотинки и да си вземе книгата. Убаво. И така ние процедираме до сега. Нарочно не писахме цена, не знаехме колко чини книгата. Но не искахме на последна страница да пише колко. Без пари. На последна страница са и двете приятелки от Германия, две сестри. Ја сликаме и оригиналната Да. боја. Така, убаво. Ќе го снимаш и цветно. Защото той унищожи икономиката, държавността и всичко друго. Но те залагаа много на Любчо Георгиевски. Любчо Георгиевски му дадоа апартамент в Благоевград, по телевизията покажуваше, че семейство Георгиеви веќе Тука живее. Георгиевски живеят в София, това она. Па нищо верно. Той загуби изборите, нещо на местните избори, парламентарни в Македония, 50 000 гласа и отиде се, умре. Нема го никако. Втория, що не продаде, това е Заев. И двамата подпиша договори за приятелство, добросъседство. Да, но от българска страна това Нема, не е приятелство, не е Така е, братство, не е добросъседство, а е ултиматум. Вие ќе правите това, ние што ќе ви кажеме. Ќе се откажете от Гоце Делчев, ќе вземете Аспарух. Той е дива, който се е нанесъл на Балканите. Ама те, българите, имат фантазия. Те разправят, че Исус Христос на Бил кръста българин. говорил Български. Боже. Че българи живеят Хималаите и Андите. От Южна Америка. Това е преди Магелан, преди Христофор Колумб. Абе то няма връзка с реалността. Че Кубрат и Аспарух се са разделили. Аспарух е заграбил териториите между делтата на река Дунав, Стара планина, а по Кубрат отшъл в Франция на Ла-Манш. Абе, още малко иди в Англия, бе. Па оттам се е върнал. И отшъл в Македония. Да се чудиш. Слушај, ако му даеш кутија цигари, ќе се борави на тоа, ќе рече нема проблем, Всичко сима и ти тај кажа. цигарите само, ќе си запали на цигара и крај на програмата. Митничарите, като цари, как викахте вие, царинари там. Ей, Боже, да се чудиш, да се кръстиш. Исус Христос е говорил български. А тој Канчев што го кажува за бугаринот што бил во зоолошка градина кога видел жирафа.
И рекол, такво животно не существува. Да, нема. Он го гледа, такова вика, нема. и не существува. Нема, и така, нема македонци. Абе, како нема, еве ги? Нема. И не можеш да го убедиш, вика. Това е характеристичният шопски инат. И инат, човече. Нема Види такво. го, ама вика нема. Нема. И това е днешната политика реалност. Епа, тоа е. Бойко Борисов вика, то па откъде дойде от Брюксел сега Омо и Линден? Ами замисли се, бе. Всички дела до сега в Страсбург ги печели Омо и Линден, а не България. Толкова ли да може да се разберете, че нещо куцате, кривите? Да. Не сте уред. Сега говори се за правосъдна система, ама се завуалира нещо, се лаже, маже, истината не се кажува. Тоа е, бајко се. Свикнаме с лъжите, ама те почнава много отдавна. Откъде съм бил младеж, школник, средно образование, не дава да се продума, да имаш свое мнение за Македония. Та се кажуваше българската версия. Но истината си е истина. А па, ще кажа професор Радулов, трета категория. Все им е едно каков ќе му кажат. Да. Македонец, грък, бугарин, сръбин. Да нема проблеми, само да може да преживе. Малко и пари да дадат. Некој динар да има. Ќе кажем. Ама ако се пушти слободно, како што му рекол на Ташко Белчев, го сретнал бугарски милицаец, возел 100 и нешто, а било 60. Му рекол, шо правиш ти? Тоа пред 20 години, Ташко Белчев, не знам дали го знаеш, починате веќе. Овде одел на кај Егеска, ма влегол од кај Тракија таму. И му рекол, возиш 200, па возам, му рекол, јас сум македонец. Милицаец. И вика се збуни. И јас сум македонец, вика, бегај. Така. Ова е вистината. Таско Белчев ми го раскажуваш, и јас сум македонец. А ова на граница кој не држеа тоаш 9 сати од Кремен, од кај бевме од Ново Лески, дојде тој шефот што беше на милицијава и Игор му рекол, правите пропаганда, вика, Кирил и Методи сте ги пишале бугари. И Игор му рекол, чекај бе, пријателе, Кирил и Методи се родени во Солун, Македонија. Абе, прав си, му рекол, прав си. И му рекол, и јас сум македонец. Дојдоа, вика, бугарите во грците во Егејска Македонија и рекоа, сите бугари надвор од Македонија. Види, дошле грците во Егејска Македонија и рекле, сите бугари надвор од Македонија. Чекај бе, дечко. Ама Грков не признава Македонија. Не признава, ама му рекол и јас сум македонец со шепот, а после му рекол како го избркале него. Имаше една телевизионна звезда, Юлијан Вучков ли беше или Бучков ли беше. И той нещо поточил, че в Македония има, Пиринска Македония има македонци и вика така по българската телевизия. Всичките македонци да идат в Северна Македония. Ама ние тук сме родени, бе. Ние не ке идеме. Ние си сме тук и тук ке умреме. Друг трябва да скоро било тоа? оправи. Скоро? Сега? Той умре, ама преди няколко години го кажуваше. И то явно пред цяла общественост. Тия македонци да идат в Македония. Да се махнат от България. Тоа е тоа. И то се сега Джамбаски дадо по телевизията за вчера и вика, Омо и Линен, дали има 3 човека, вика. Дали имало 3 То човека. само тук да... Йолата вика да зачлениме да членувате в македонска партия. Коя е тази партия? На Каракачанов, ВМРО. Първо, Каракачанов е родом от Рус. Той няма нищо общо с Македония. Нищо общо. Но като ченге на държавна сигурност е обсебил и имотите на егейските македонци. Верно ли е? Така. И той е най-върли душманин на македонците. Когато Гошо Джаров беше кмет, той излезе в вестник Труд статията. Как е възможно, как е допуснато кмет да е от Омо и Линден?
Ето има кмети од други села. А тебе кога те тој сретнал на писал бензинска, Георги Джав. на бензинска, он беше Каракачанов беше? Да, јас Што ти рече? Со жена ми одам во Ботивград при Балдъзата. Моята сестра има, жена има сестра там. И спираме на една бензинска пумпа да питаме одек да излезем от магистрал, да влезем в това, в Ботивград. И гледам, той зареждаше там, като ми виде, войводо, Каракачанов, значи. Каракачанов, вика, не дойде при нас да си станеш един добър българин. И аз викам Каракачанов. Седи, седи. Един добър македонец никога не става българин. Ето. Дума не кажа. След години, кога вече Татарчев, 92 година, на Роженския не даваха да одиме. Чакай. И аз минах от тук, от Лозница не пуска, аз от към Катунци, с Дамянчо, с моята кола отидохме до селото и нагоре са пеша и гледам се разположили се тия. А Илю Бабин, ти го знаеш, от Крумидо. Илю Бабин и Ванчо Кочкодеров. Ванчо Кочкодеров лежахме заедно в затвор. Той е от Черешница. Мой набор. И там се видяхме в затвора, аз не го познавах преди. И те отидо, а Илю Бабин в колата на тия той Ванчо Кочкодеров беше инвалид. В София работеше на тия тролеите и след това се парализира и така ядене, така ядеше. И с неговата кола жена му караше и Любабин влиза там и жена му и отиват. И аз отгоре през Баиро викам на Дамян, на ключовете на колата, ако ме задържат, да прибереш опетеч. И оттам отивам там, покрай имаше полиция, ама дали не са ме забележили. И отивам при Любабин. Шо, вика, отдек дойде, викаме, отгоре. Лян Каракачанов, Евгений Еков, тия неколко души от ВМРО-то на площадо. Сега викам, ела да те запозна, на Илю Бабин, викам, ела да те запозна с Каракачанов. И отиваме, Каракачанов, здравей, здрасти, тук сте. Как викам? Викам, това е Пиринска Македония. Рожден Пиринска Македония. Как? И сега, Каракачанов, ето сега карам човек. Истина ли е това, което сега ки кажа? Беше ли, викам, в Ботевград, кога дойдех и ти ми кажа, Войводо, не дойде да станеш един българин. Аз що ти кажа? Един добър македонец никой не става българин. Верно ли? Вика, верно. Призна го пред другите. Ето това е. Това е това. Ако на погребот на татко ти кој пеел булгарскому народу, кажи го тоа. На татко ми, понеже беше клисар, преди след това на училище прислужник и дойдеа трима попа да пеят там. Фет се терава пари обаче. И попа вика, българскому мое родо, българскому Македония, нали знаеш как дел? Аз викам, отец, македонскому народу, тук Македония, вика македонскому народу. Отец Ангел. Ако може и македонскому, дајте една штека цигари, па нема проблем, ќе пуштиме и знамето и се. Македонскому Ој, народу. циркузи, тоа се наши, малку и мора да се насмееме.